почитувани гости, многу тешко е човек да зборува за патоказ. Просто невозможно. Меѓутоа, јас ќе се обидам денеска да зборувам за тоа како до реализација на патоказите и се разбира, не можам да не почнам до еден комплимент за новиот план за раст за земјите од Западен Балкан, иако малку ми е чудно што како да престанаа од Европската Унија да ги споменуваат државите, а тие се тие кои треба да влезат во од Западен Балкан и само зборуваат за регионот Западен Балкан, што може да е добро, а може да е лошо, за разлика да речеме од Украина, Молдавија и Грузија, кои се споменуваат поименично. Значи, добро е, зошто? Бидејќи тоа ќе не потикне на нешто друго што е неопходно. Сами ние регионално да настапуваме, да соработуваме, бидејќи ако регионално не можеме заедно да се штитиме, да напредуваме, тогаш мислам дека не треба да очекуваме разбирање и од ЕУ. Значи, мислам дека е ова добро, зошто? Бидејќи ако е тоа првиот став, тој логично се надоврзува на еден подолу во кој што се вели нешто што е реалност, дека бруто домашниот производ по глава на жител е 41% во 2021 година, далеку под просекот на ЕУ. Па си велам малиот Луксембург, знам зошто е тамо, ама и Словенија, кога беше кандидат и кога влегуваше во ЕУ, и по бруто општествениот производ беше компатибилна. Затоа овде гледам многу представници од комората и со право се кажува дека треба да се создаде амбиент за економски надпревар и развој. Го оставам ова во почетокот и сега одам на она што мислам дека е важно. Прво, треба кон патоказите да се пристапи и кон едните и кон другите, да се пристапи системски. Кога велам системски пристап, мислам може би и на ова денеска што се случува и што го поздравувам, и јас денеска ќе бидам многу толерантна, намерно, оти мислам дека е ова време за поддршка и за потик. Системски пристап мислам на тесна соработка, се разбира во рамките на поделбата на власта, оти спрегите и кочниците меѓу трите власти, се предуслов за владење на правото. Тоа е важно. Понатаму, вака треба да се продолжи да се работи, штом во името и Комисијата за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграции ја имаат евроинтеграцијата, значи треба да се соработува, точно бидејќи токму преку Советот овде имаат пристапи представниците на многу други важни сегменти во ова општество. Но друго исто морам да кажам, не беше прифатен мојот амандман на деловникот, во кој што јас велев дека на седница не смее да се најде ниту една точка, доколку не го помине филтерот на Комисијата за европски прашања, кога зборуваме за хармонизација, но и матичната комисија. Значи, тврдам дека сематичност не може да постои и дека третирањето на сите прашања на матичните комисии гарантира инклузивност, гарантира експертско мислење и гарантира присуство на невладиниот сектор. Друго што сакам да предложам. Во многу држави, кога ќе се формира владата, не настапува само премиерот пред парламентот со програмата, туку и министрите пред соодветните комисии презентираат програма што треба да ја реализираат во текот на вршењето на функцијата. Зошто? За да споредиме ние што некој од ова овде напишано
како патокази, како стратегија, како заложба, реализирал, а што не. Ама повикувам во идниот состав на влада да престанеме со праксата на номинирање по 5-6 министри во едно министерство, зашто тоа оневозможува континуитет, оневозможува одговорност и мислам дека многу тешко ќе може да го се реализира она што е зацртано. Значи, тоа мислам дека е важно. Понатаму, овде се споменува со право и стратегијата. За да имаме ние јасна стратегија, треба точно да ги имаме посочено или нотирано носителите. Јас, ако знаете, и денеска мислам, но еве се надевам дека нема тоа да биде пречка, дека беше подобро првиот преговарач може би да биде политичар, меѓутоа заменикот да не биде, да биде експерт заради континуитетот и заради меморијата, но ако се обкружат со вредни луѓе од знаење, тогаш може би и ова може да се надмине, иако не почнува секоја влада одново, туку она што е добро од претходната го надогради, а она што не е втемелено го зачне. Значи, мислам дека е потребно исто така нешто што е голем хендикеп за нас, но се обидувам да ја разбираме Европската Унија. За мене е хендикеп точно да предвидите патокази, ако не знаете од прилика кој е времето кога треба да влезете во Европската Унија. Ама ние со нашата политика на чекор напред, 2 чекори назад, навистина оневозможуваме и некој да предвиди датум можен кога ние би можеле да го реализираме она што сме го зацртале. Друго што мислам дека е важно е на се што правиме во реализацијата на патоказите да имаме постојана евалуација. Говорам за периодични евалуации, зошто, бидејќи така, нема да мора да го чекаме лошиот крај, па да се враќаме назад. Значи, екс-анте и пост-фестум надзорот и евалуацијата се нужни ако сакаме континуитет да имаме во чекорењето. Со право овде секаде забележуваме потреба од што? Од стабилни институции, од силни институции. За жал, ние имаме слаби институции и пресилни поединци, што не тера во авторитарно и олигархиско однесување. Нешто што е забележано од Острогорски па до Михелс. Речете партиско водство, велите олигархиска машинерија. Околу моделите, многу важно е што спроведување, ова го зборувам од компаративните искуства, на зацртаните агенди, на остварување на стратегијата или ако сакате на патоказите, бара рационален модел на политика. Рационален модел на политика значи точно поставена цел, точно поставени инструменти, актери, временска агенда, надзорни механизми. За тоа треба стручна и квалификувана администрација. Сега ќе се покаже колку е стручна нашата и квалификувана администрација. Не говорам за тимот што седи овде. Не. Јас знам дека во секретаријатот од основањето до денеска има посветени луѓе и умни луѓе, ама голем дел од нив си замина, а не смееше да ги оставиме да го сторат тоа, зашто не се заменуваат лесно. Значи, рационален модел може да спроведува само стручна и компетентна администрација. Често пати во патоказите забележувам и одговори каде што вели да се обезбеди, да речеме, соодветен одговор во непредвидливи услови и така натаму. Тоа, сите ние што се бавиме со
оваа професија, знаеме дека може да се реши со така наречената инкременталистичка политика. Кога имате вие одговор на wild cards, нешто што не е предвидено и се случува. Војни кој можеше да предвиди дека ова ќе се случи во 21. век, кога суштината на Европската заедница беше мир, вечен Кантов мир. Значи, најважниот, не случајно се вели костур на државата е администрацијата. Ако час поскоро ние не ставиме крај на споил системот, дека на победникот му припаѓа пленот и не стане меритократијата не само реторичка мисла, туку суштина, нема шанса да дојдеме до добро владење, good government, и добро управување, good governance, секаде, па и во администрацијата. Зошто? Бидејќи функционалните институции се засновани врз правила, точно утврдени, правила на владење на правото, а владење на правото може да спроведува civil servant, може да биде кој? Само некој кој што е посветен не на партијата, не на лидерот, туку е службеник на граѓаните, значи на уставот и на законите. Што друго сакам да кажам? Уште неколку поенти. Партнерството со невладиниот сектор и партнерството со науката, односно со академската заедница. Не е можно ако ние имаме ексклузивен модел на работа во комисиите. Сами се дебатираме. Не. Туку само тие може да ни укажат, бидејќи ними е ова професија, нам ни е ова политички предизвик, значи тука можеме да се сретнеме со аргументите. Ништо друго исто така би сакала да потенцирам. Вообичаено е, кога ќе се завршат преговорите, да се пристапи евентуално кон промена на уставот со воведување на глава за односот помеѓу националното право и европското право, разбира со супрематија на европското право. Меѓутоа, мислам дека она што многу недостига во нашето судство, и не само во судството, туку еве една забелешка, може би и предлог, може би јас направив привид, но не најдов дел за Уставниот суд. Најнереформираната институција кај нас. А пазете, го гледам тука шпанскиот амбасадор и бидејќи предавам компаративни политички системи, на ум ми доаѓа Ампаро, тужбата, акцио популарис, Ампаро. Значи, неверојатна улога имаше во шпанската демократизација и почитување на владењето на правото. Ние мораме да се зафатиме со уставна и законска реформа на уставното судство, бидејќи тоа може да биде важен фактор надвор од трите власти во демократизацијата и во одбраната на слободите и правата. Не можам да не кажам, шокантно е кога ќе чуете уставен судија како вели дека стручните соработници во Уставниот суд не смеат да имаат собствено мислење, туку мора да го делат мислењето на Уставниот судија. Молам и ништо. Знаете ли што значи тоа? Па тоа значи како ќе суди човеков кога ќе се работи за цензура или за слобода на мисла и слободно изразување на мисла. Тоа се парадоксите на партизацијата секаде, па и во Уставниот суд. Важно е што во многу елементи се споменува праксата на судот на правдата во ЕУ. Зошто? Бидејќи судот на правдата во Луксембург, да потенцирам, е важен фактор во градењето на супрематијата на правото на ЕУ над националното право во многу важни сегменти. Јас истото го посакувам и стално повикувам да се случува и со
судот во Страсбур за заштита на човековите права, ако се воспостави облигаторност во почитувањето на неговите одлуки, тогаш сите овие 47 членки ќе бидат многу поподготвени. Што препорачувам тука во врска со патоказите? Многу ретко нашите судии, па и го цитираат или се повикуваат на праксата на судот во Луксембург, па и на праксата на судот во Страсбург. Тоа е неминовно. Така ние всушност фактички се хармонизираме и се европеизираме. Или ако сакате и праксата компаративна на судови, бидејќи тоа е логично. Значи, тоа е по мене важно. Меѓутоа, не можеме да не кажам, навистина е шокантно да сте свесни дека во членки на ЕУ не се почитува праксата на судот во Луксембург. Значи, еден ден ќе дојде до уставни измени. Друго што сакам да посочам, што е важно и добро е нотирано, во градењето на стандардите и почитувањето на стандардите нема поважна институција од Венецијанската комисија. Да, имав ретка шанса и чест да бидам 8 години член и да бидам подпредседателка на подкомисијата за малцинства и да бидам копредседателка на Советот за уставна правда. Зошто е важно? Многу пати овде повикувам. Праќајте ги законите во Венецијанска комисија. Оти ќе се оценува и спроведувањето. Зошто во стартот тоа да не го направиме? Јас во овој мој мандат дали 2 закони сум видела дека биле испратени на Венецијанска. За многу сум барала за законот за јавни обвинители. И еден парадокс ние имаме. Земја која ниту една уставна измена не направила врз основа на мислење на Венецијанска комисија. Едни уставни измени, членка бев тогаш во 2014 беа пратени, меѓутоа не знам каде завршија тие. Другата, Греко. Ние зборуваме за борба со корупција, за решено за борба со корупција, ама ако амбасадори сметаат дека е поважно можеби дури од Виенската конвенција да ни кажат отворено што мислат за нашата битка со корупцијата, како да сме ние Санчо Панса или Дон Кихот, тогаш ние длабоко треба да се замислиме дека навистина ова е нешто што е неодржливо. Значи, Греко, принципите ги знаеме, представник имаме и крајно време е да се држиме до тоа. За Уставниот суд кажав, значи зборот ми е. Ако ние, а само од нас зависи, се фрлиме на вистина на битка за владење со правото, а не може луѓе кои немаат интегритет, немаат знаење, немаат дигнитет, не се компетитивни, тоа да го обезбедат, тогаш не може да очекуваме ние партнерски однос и почит. Зошто? Бидејќи поинаку ќе се однесуваше Европската Унија кон нас, ако ние имавме просперитетна економија, ако и овде пишува дека треба да рушиме монополи, ама ние имаме и сега монополи. Понатаму, ако ние се колнеме нели во стручна и компетентна администрација, а тоа не го правиме, и многу важно е во развојот на економијата, во регионалниот развој, да развиваме регионална соработка. Да ги вратиме раскинатите односи што сме ги имале, бидејќи многу проекти е невозможно сами да ги направиме,
Тука јас, бидејќи знаете дека сум радикална екологистка, намерно го повторувам ова, мислам на зелената транзиција. Како сега ние го гледаме господинот Маричич овде и приоритетите овде, кога неодамна одлучувавме за буџетот и ниту еден амандман креиран заедно со во рамките на неформалната еко-коалиција не беше прифатен. Па зелената агенда е животот. Зелената агенда е најскапиот кластер, поглавје. Ние мораме, не можеме ние од утре, како што чувме денеска, се колнеме дека од денеска ние ќе се бориме за владење на правото и за здрава животна средина. Денеска овде тече расправа за дигитализацијата и тоа е за мене нешто неверојатно. Примерот со Естонија стално ми иде на памет, но на што сум и љубоморна на Естонија е на соседите. Замислете, Шведска, Данска, Финска беа главните промотори на Латвија, Летонија, Естонија на патот кон ЕУ. Значи, поуката наша е тоа што нам ни се случило од соседи, да никогаш да не дозволиме да им се случи на оние зад нас. Да ги помагаме во регионот, бидејќи тоа е многу важно. Само уште најважното. Мислам дека треба, бидејќи реков, не знаеме кој е точниот датум, но едно е важно. Ние од овие избори да почнеме да работиме како утре да ќе влеземе во Европската Унија. Не зборувам да добиеме почеток, како утре да ќе влеземе во Европската Унија. Мислам дека така ќе ја заслужиме довербата. Околу учењето треба да учиме од туѓите искуства, треба да веруваме дека Западниот Балкан, иако знаете дека сум голем критичар на оваа геостратешка кованица, поим немам што значи, географија не може да се менува, прво без Словенија, па без Хрватска, па сега без другите, тоа не ми е јасно како ќе биде. Меѓутоа, моите последни зборови се следниве. Скринингот заврши, на него се надоврза оценската мисија. Имав прилика да разговарам со евалуаторите. Страшно е кога двата најважни органи, Судскиот совет и Советот на јавните обвинители, кои треба да се микроскопот што ќе гарантира независно судство, стручно судство, апсолутно се најслабата точка. Тоа зборува, јас сум тука покритична, не мислам дека само ако се смени начинот на изборот и надлежноста ќе го решиме проблемот, многу посериозен. Проблемот е кој станува јавен обвинител, кој станува судија, кој напредува, дали кариерата е, дали не она што се кажува, не знам, олигархиски, политичко, бизнис интереси и така натамо. Истото го велам и за јавното обвинителство и за сите други. Значи, моето прашање или мојата последна реченица е следнава. Јас доаѓам од образованието, тоа ми е живот и мислам, прашањето ми е како ние, бидејќи е позната тезата дека ако сакаш да уништиш една земја, уништи и го образованието, така, како ние ќе одиме во ЕУ и ќе чекориме кон ЕУ, ако имаме една несоодветна мрежа на универзитети и факултети со неевропски, во најголемиот дел од нив, критериуми на напредување, што оневозможува
европска компетитивност, ама и нешто друго, им оневозможува на најдобрите да дојдат на највисоките позиции, па ние готов производ даваме на европските држави, а тие ни се благодарни за тоа. Дали не мислите дека е еден од важните предпоставки да имаме еден меѓународен борд да формираме за евалуација на високото образование, зашто се срамам од колеги од држава од 40 милиони, ми вели има 43 правни факултети, а ние со помалку од 2 милиони 23, а велат и повеќе. Тоа е погубно и за мене оттамо треба да почне европеизацијата. Оттамо треба да почне. Оти како ќе соработувате вие со универзитети кои ми се лутат на многу пати колегите, ама не може, нас ни требаат knowledge factories. Не ни требаат paper factories. Значи, тоа се некои од нашите универзитети и во оваа земја сите се доктори и сите се професори, а образованието ни тоне. И на листите паѓаме долу, станавме, реков јас, underground феномен, а не се качуваме ни по Шангајската листа, ниту по една друга. Значи, еве јас велам дека сите што знаат нешто, како некогаш со пополнувањето на прашалникот, треба да заборават на партиската припадност или блискост, треба да заборават на суетата, треба да се впрегнат во нешто што не е заради членство во ЕУ, морам да кажам, туку заради европска реалност во оваа држава. Затоа јас не ги сакам многу тие возовите, ќе се качите, па последен воз, ајде ве молам, дајте ние прво пруги да изградиме и Ориент Експрес да го замениме со еден брз воз, зашто иначе никаде нема да одиме. Тоа ќе биде лет во место, имаше еден многу добар поучен филм. Значи, благодарам за денешната можност, за патоказите, не треба да има никаков страв дека ние нешто од ова, не знам, погрешно ќе пренесеме. Апсолутно. Ова не прави само поодговорни, се разбира да ги гледаме, да ги читаме патоказите и да мислиме на можните предлози и решенија без оглед на тоа кој ќе биде на власт. Ако не направиме ние национално единство во поглед на нашиот развој и просперитет, никаде нема да одиме. Ќе останеме овде закопани во нешто што, не знам, во византиски, ја велам, и во ориентални игри, а тие не водат напред. Значи, овде се гради ЕУ. Ако го изградиме овде ЕУ, ќе не препознаат. Ако не, тоа не е можно. Тогаш ние сме големи илузионисти. Ви благодарам, извините за времето, ама читав, па реков, а и нешто да кажам. Благодарам.